помина и нова година, стара нова година, Божик, и ние се враќаме кон нашата вообичаена рутина, проповедничка, така да кажеме. Тоест се враќаме на второто послание до Коринтијаните. Почнавме да го изучуваме минатата година и продолжуваме и оваа година. Проповедаме така наречено експозицијски, тоест систематски, во оној ред во кој книгите се пишувани, во кој авторите водени од Светиот Дух ги изнесувале своите мисли, своите препораки до црквите. Таквиот наш начин на изучување не ни ја дава слободата или удобството, какво што го имаат многуми на други, да се избираат теми и стихови кои им се допаѓаат или сметат дека им се допаднат на луѓето што слушаат. И затоа, и тоа е една од причините поради која повеќето, скоро сите проповедници, го одбегнуваат експозицијското проповедење, зашто сакаат да ги избегнат непријатните теми, а да си избираат на такви што им се допаѓаат. Ние сме решиле она како што авторите ги изнесуваат во тој ред и ние да ги изучуваме, зашто сметаме дека се е богодвахновено, се ни е полезно и сметаме дека и тоа сме го виделе, колку некоја тема ни изгледа така понепријатна, таа и поважна и покорисна. Една таква тема и ова, што ја гледаме овдека, а е тема која се однесува на црковното дисциплинирање. Тоест имаме насоки за црковната дисциплина. И овој текст што го прочитавме е дел од онаа голема целина што ја почнавме уште во 12 стих на првата глава и завршува со овие стихови, тоест со 11 стих на втората глава. Долг текст, веројатно веќе и подзаборавивме зашто стануваше збор. Во тој долг текст Павле одговара на некои напади или обвинувања заради една неостварена посета на црквата во Коринт. Тој им вети дека ќе ги посети во Коринт, додека патува низ црквите во Македонија, ќе отиде и во Ахаја, тоест во Грција, меѓутоа остварува една кратка посета која не е многу пријатна. Во таа посета тој ги укорува за некои работи, му кажува за некои грешки, за кои пишуваше во првото послание, но очигледно е дека и тој самиот е нападнат од некои, тој самиот е укорен, влегол во конфликти со некои, нападната е неговата личност, учењето и така натаму. И затоа Павле така разочаран малку, со болка во срцето заминува во Македонија, им пишува едно писмо кое ние не го знаеме, не ни е достапно, и разбира од Тит кој се враќа од Корин, откако им го занесува тоа писмо, дека имало продолжат обвинувањата. Особено некои го обвинуваат дека не си стои на зборот, тоест ветил дека ќе остане подолго време, а тој остварува кратка посета и долго време не ја посетува црквата во Коринт. И во тој дел Павле, всушност сега во овој дел што го разгледувавме, веќе трета недела сме во тој текст, објаснува дека причината поради која што тој отсуствува од Коринт не е отсуство на љубов, не е поради тоа што не ги сака. Очигледно неговото отсуство предизвикало болка, посебно кон оние членови на црквата кои се определувале како Павлови. Ние сме со тебе. И сега таквите се оставени од црквата на немилост на некои лажни апостоли, така ги нарекува апостол Павле. Очигледно тој не се грижи за нас. Очигледно не остави овдека. И Павле им вели, не, моето отсуство, вели, е токму поради мојата љубов. Подобро за мене е да не сум меѓу вас сега, ви напишав писмо, вие треба да решите да се справите со некои работи сами. Ако јас дојдам сега, со сите проблеми кои ги имате нерешени, таа среда пак нема да биде пријатна. Им остава некои проблеми кои треба сами да ги решат и откога ги решат, тој да дојде
и потоа да остане и подолго со нив, па и да ги земе дури во Ерусалим, на патот кон Ерусалим. И еден од проблемите, гледаме, кои треба тие да го решат, е оваа на крајот, што го пишува во тој дел, од 5 до 11 стих. Тоест, треба се спроведе црковна дисциплина кон некој човек во црквата, кој очигледно имал личен конфликт со Павле. И тука овдека така и завршува, нели, овој дел, им дава некои дополнителни насоки. Така, овој дел, последниот дел, ни открива еден од нештата, еден од проблемите со кои треба да се справи пред доаѓањето на Павле во Коринт, и темата е дисциплинирањето. Црковната дисциплина. И ова тема, иако така непријатна, е многу присутна во Новиот Завет. Самиот Господ Исус Христос дава принципи во Матеј, Евангелието според Матеј, 80 глава. Во првото послание до Коринтијаните Павле им рече дека треба да дисциплинира еден човек кој живее во грев. Потоа, овдека исто така гледаме темата, во Прво Солунци говори за некои кои не работеле, живееле на грбот на други, вели такви не треба и да јадат, а пак во второто послание до Солунците, во 3 глава веќе, откако не се поправиле, вели таквите треба сега да ги тргнете од седницата, да ги дисциплинирате. Во Галатјаните 6 глава, на многу места, велат дека некаде околу 20 текстови во Новиот Завет говорат за таа тема. И дисциплинирањето е еден општ принцип, секаде го има. Не може без дисциплинирање. Дисциплинирањето не е, или целта на дисциплинирањето не е нанесување на некаква штета или повредување, туку напротив, одбегнување на големите штети. И дисциплинирањето понекогаш не е недостиг на љубов, туку напротив, љубовта се искажува преку дисциплинирање. Понекогаш отсуството на дисциплинирање покажува и лицемерие, како например во Поговорки 27:6 пишува: искрени се прекорите од оној кој сака, а лажливи се бакнежите од оној кој лицемери или кој мрази. Така пише. Така да, ако сакаме најдоброто за оние кои ги сакаме, неопходно и да спроведуваме дисциплина. Во семејството тоа го правиме со децата. Библијата вели оној кој жали прачката, си го мрази своето дете. Ги дисциплинираме децата не зашто сакаме да ги повредиме, туку зашто сакаме да се промени нивното поведение на добро. И можеби боли тоа кај децата, но подоцна тие осознаваат дека било добро, дека било за добро. Општеството дисциплинира. Ние се лутиме понекогаш кога ќе не казни полиција за прекршување во сообраќајот. Но представете си да има само правила во сообраќајот, а да нема казни. Штетите ќе бидат многу поголеми од казните што ги добиваме кога прекршуваме правила. Јас верувам дека многу малку луѓе, можеби никој, нема да ги почитува правилата. Зашто секој ќе се надева дека во тој момент кога ќе го прекрши правилото нема да има последици и ќе има хаос. И затоа се тие дисциплински мерки од страна на редот на власта, да ги казнуваат непослушните. На работа има такви мерки. Работодавачот, за да постигне подобар успех во работата, кога доцнат работниците или ако не исполнуваат нормата, исто така дисциплинираат. Во школото има дисциплина, зашто целта е да се постигне подобар успех. Ако некој не учи, доцни, не е послушен, има дисциплина. Така и во црквите. Дисциплината е важна. Ако ние не дисциплинираме, Бог на крајот на краиштата, тој ќе се ја спроведе дисциплината, а неговата дисциплина секој пат боли повеќе. Сега, кога говориме за таа црковна дисциплина, денес живееме во едно поинакво општество, хуманитарно општество, хуманистичко општество, во кое што повеќе нели се говори за љубов, толерирање и така натаму.
А има една друга реалност во организацијата на црквите, така да црковната дисциплина не само што не е популарна, и не ги постига и ефектите. И тоа е секаде во светот, посебно во протестантските цркви, ќе кажам. И ова што го прочитав е од западни цркви, од Америка. Таму велат дека црковната дисциплина во повеќе од 90% не успела. Што значи дека во повеќе од 90% случаеви нема покаяние и обновување, или луѓето продолжуваат со своето поведение во црквите во кои што се, или пак си одат во светот, а во најголем дел, едноставно ја променуваат црквата. Протестантските цркви имат таков начин на организирање, тие се независни едни од други. Во Америка може да се сретнат на една улица 10 цркви. И многу лесно, оној што дисциплинира, може да се ја смени црквата. А обично, секој новодојден човек во црквата со радост се прифаќа, независно од тоа поради која причина ја сменил црквата, иако и луѓето се радуваат на растеж, расте нашата црква сега. На крајот се покажа дека таквиот растеж не е добар, не носи благослов, но тоа е реалноста. И тоа причинува црквите да одбегнуваат дисциплинирање. Тоест, да се толерира дури нели грев и така да се одложува тоа, а на крајот словото е вистината дека тоа е како квасец, дека проблемот се шири, дека е како вирус кој ги заразува и здравите. Тоа е реалност. Во древноста немало таков проблем. Во Коринт имало само една црква. И кога ќе се изрече таква мерка на дисциплинирање, тоест изолирање на оној кој го предизвикал проблемот од заедницата, тој нема кај да отиде. Кога има само една црква. Сега во таквите ситуации пак може да се случи еден друг проблем. Црквата да претера, да ја искористи таа позиција на власт, на монопол некако, и да претера, да отиде во другата крајност. И тука е тој проблем на прекумерно дисциплинирање. И Павле го пишува овој текст за да ги поправи или да ги коригира верниците во Коринт, применувајќи на таква мерка на предисциплинирање. Така, тоест, дисциплинирањето треба да се спроведе со сочувство и со љубов. На крајот на краиштата, казната не е цел сама по себе си. Казната не е за да се повреди оној кој се дисциплинира, туку таа има за цел да ги превенира поголемите штети кои можат да настанат. Едно дисциплинирање има за цел да го доведе до покаяние верникот, во кој тој ќе биде обновен и ќе биде поттикнат на духовен растеж. Во моментот кога ќе се случи покаянието, во тој случај веќе тоа дисциплинирање е извршило функцијата. Раната црква, меѓу другото, имала такво правило, таква политика, која ќе биде некој дисциплиниран, независно од неговото поведение и покаяние, тој 6 години да биде одстранет од црквата, период од 6 години. Тој може веднаш да се покае, меѓутоа мора 6 години да биде надвор од црквата и после 6 години да биде примен. Калвин, кој интересно е познат како многу строг и во Женева спровел една многу строга организација и дисциплинирање на верниците, тој заедно со градскиот совет го раководел целиот град, заедно со црковните старешини. Таму имало една црква, само една реформирана црква. И меѓутоа, читајќи ги правилата од првите векови, вели, не е тоа правилно. Целта на дисциплинирањето е да го доведе човекот до покаяние, не да се држи прекумерно надвор и да се стигне до една друга опасност, за која Павле, ќе видиме, пишува овдека, а тоа е предавањето на грешникот на сатаната, како што Павле пишува во 5 глава, да биде измачуван за кратко време, да се покае, да се врати, може да се случи сатаната да земе превласт во дисциплинирањето и веќе тој да почне да го раководи, а не црквата. Ајде да видиме сега зашто станува збор овдека. Или кој е субјектот на дисциплина, кој е тој човек кој е дисциплиниран. Има една врска, дали е тоа оној од
1 Коринтяне 5 глава. Се, бидејќи второ послание до Коринтяне е врзано со првото послание, многумина селите, па тоа таа истата личност, нели оно што грешил во црква, тој е спиел со мајката на неговиот татко, за него Павле вели да го дисциплинира црквата, сигурно тоа е таа личност. Во текстот воопшто не се спомнува личноста. Не би било воопшто проблем за Павле да каже дека да, истата личност. Ви реков да го дисциплинирате и сега вратете го назад. Најверојатно не е таа личност. Најверојатно станува збор за некој друг, бидејќи ќе видиме понатаму, Павле говори за некакви лични проблеми кои ги има со таа личност. Така не знаеме која е личноста. Павле како да сака да го скрие идентитетот на личноста. Не сака да се знае. Не сака читателите, се во Коринт знаат кој е. Меѓутоа, уште во првите стихови, уште во вториот стих, Павле вели дека или во поздравот, писмото го адресира до верниците во цела Ахаја. Така, тоа послание го читале не само во Коринт, го читале и во други цркви во Ахаја. И тој не сака да знае, сака да скрие. Јас си знам кој е, вие си знаете кој е, но зошто и другите да знаат. Така да има една мала, така, кажеме, во тој поглед солидарност кон грешниот човек. И ако Павле не сака да знаеме, не би требало ние да се трудиме да разбереме сега која е таа личност. И на крајот на краиштата што ќе постигнеме ако знаеме кој. Инаку во коментарите повеќе страници се посветуваат во опишувањето на откривање на личноста, отколку на принципите што се запишани во текстот. Поважни се принципите. Натре, сигурно еден ден кога ќе сме на небото и кога ќе бидеме слободни од сите тие телесни суети, самата личност може би ќе дојде кај нас и каже јас сум тој. За мене пишуваше Павле во 2 Коринтяни 2 глава. И тоа ќе кажеме добро. Добро си се покајал, си покажал добар пример. Така, како да е. Но субјектот, како што вели инспектор Миле, субјектот Томе. Субјектот Томе на дисциплинирање бил во конфликт со Павле. И се тука пак еден убав принцип откриваме. Вели, ако ли пак некој ме ожалости, тоест тој што мене ме ожалости, гледаме некаков личен конфликт, не ме ожалостил само мене, туку да не претерам, до некаде и сите вас. За таков доволно е казната што ја претрпел од мнозинството. Имаме еден личен конфликт, нешто што е насочено кон Павле, веројатно кога бил во таа болна, додека бил во Коринт, таа болна посета, втората посета на Коринт, се случило нешто, некој го нападнал. Го повредил, го обвинил за нешто, не знаеме, не пишува јасно за што станува збор. Меѓутоа, Павле вели, тоа не останува, не може да остане само меѓу нас. Кога јас сум бил ожалостен, повреден, целото тело е повредено. Нема нешто меѓу двајца во црковното тело. Ако црквата е тело, велиме дека црквата е тело, Христово тело и сите ние сме органи во тоа тело. Кога еден орган во телото, поради некаква причина, поради неправилна функција, пречи или создава болка на другото тело, целото тело ја трпи болката. Целото тело е последица на таа болка. И овдека го има тој принцип. Не може тоа да остане само прашање на двајца. И во Христовиот принцип за дисциплинирање на крајот се вклучува целото собрание. Зошто тоа не може да биде само прашање на двајца. Вели овдека апостол Павле. И затоа и казната или мерката, дисциплината, не може еден да ја изрече. И тука пишува мнозинството, сепак не била целата црква вклучена. Црквата не била единствена во донесување на мерката. Никаде нема совршна црква, но сепак мнозинството, како поради
постапката на тој поединец или како одговор на таа постапка, мнозинството решија да ја дисциплинираат таа личност. Знаеме дека црквата во Коринт не живеела во единство. Имало Петрови, имало Аполосови, а имало и они кои ги поддржувале лажните апостоли. Така да сигурно имало група од црквата која кажала така му требаш на тој апостол, кој се представува лажен апостол, и нема ние што сега да дисциплинираме наш човек овдека. Може пак некој сакали построга мерка, не знаеме. Но сепак имало едно мнозинство од црквата кое разбрале грешката. И Павле го искажува тоа како еден принцип во дисциплинирањето. И треба да има вклученост на собранието во тој поглед. Но она што овдека, иако прави впечаток, иако тој е повредениот, тој е жртвата, така да кажеме, на постапката, тој е оној кој бара црквата да се покаже милост. И вели, ве молам кон него да покажете љубов. Јас ве молам. Направете го тоа. Претеравте. Добро, направил што направил човек, се покајал сега, покажете љубов. Простете, вратете го назад во заедницата. Би очекувале Павле, кој е оштетениот, тој да биде последниот кој би се согласил со таква мерка. Би очекувале останатите да кажете, бе, добро, човекот се покаја, се промени, ајде да го вратиме, прости му и ти. Не, тоа е оној кој што бара, првиот кој што иницира такво нешто. Тоест, иако е повреден, му е криво, вели, пренатажен е. Сатаната може да земе превласт над него. Не може да го издржи товарот од лишувањето од заедницата. Простете му, ве молам, простете му за тоа што се случи. И тука гледаме какво срце има апостол Павле. Не е суетен воопшто од таа ситуација. Јас сум му простил, простете му и вие. Но иако го кажу тоа, сепак тој не се вмешува во црквата, во работата на црквата. И вели, за вас е подобро да го помилувате и да го утешите, за да не пропадне од поголема жалост, и затоа ве молам да кон него да покажете љубов. Тоест, и понатаму ќе го видиме тоа, Павле остава на црквата, како што вие решивте да спроведете дисциплина, така вие ќе решите како ќе заврши тоа. Јас само ви давам совет, ве молам, што е најдобро за вас и за него да направите. Оставете ме мене. Црквата треба да ги реши тие работи. И сега, ова нешто што го пишува пак треба да го ставиме во контекст на посетата на црквата во Коринт. Тој не е во Коринт. Тоа обвинет дека подолго време отсуствал од црквата. Не го исполни ветувањата да биде таму со нив. И сега, минатиот пат кога се сеќавате, тој им објаснуваше, подобро ми е за мене да не сум со вас сега. И за вас е подобро. Зошто? Зашто има проблеми што треба да ги решите. Еден од тие проблеми е овој. Ако Павле отиде во Коринт, тој човек се уште не е примен во заедницата. Како Павле ќе се сретне со него? Павле ќе треба да покаже непочитување кон црковната мерка. Ќе треба да покаже непослушност. Ако црквата решила да го исклучи од заедницата, тоаш Павле, ако сега отиде во Коринт, не би требало да се сретне со тој човек, зашто самата црква вели тој треба да биде изолиран. И сега Павле затоа им вели, ако му вие ќе му простите нешто, не му ќе му простам јас. Ако сум простил некому нешто, сум му простил поради вас во името на Исус Христос. Овој стих треба да го ставиме во целиот контекст. Тоест, јас чекам, вие вашата задача да ја завршите, да го вратите во заедницата, и тогаш јас ќе дојдам во Коринт. Тоа е една од задачите што треба вие да ја решите. И кога ќе дојдам во Коринт, и тој веќе е вратен во заедницата, тогаш јас ќе можам да одам и лично со него да се помирам. Тоест да ги обновиме нашите односи. Гледам дека Павле е стриктен во се.
во овој поглед. Се држи многу строго до правилата, оние што самиот Господ Исус Христос ги поставил. А и на крајот додава, и на крајот се треба да се случи во името на Исус Христос. Тоест, заради Христос, следејќи го примерот на Христос. Христос прости, тој ни простил и тоа многу повеќе од колку што ние простуваме, бескрајно повеќе, и ние треба да го правиме тоа. Ако тој ни простил нам, и ние треба да простуваме. И ги моли, направете го тоа. Сега, кога говориме за ова, интересно се два екстреми во црквата. И тоа е еден друг принцип што овдека можеме да го видиме. Во 1 Коринтени 5 глава, во црквата имаше случај на човек кој грешеше во црквата, и тоа сериозен греф, и тоа таков греф што дури луѓето во светот се чуделе како може да се трпи, и тие не превземале ништо од таа ситуација, коринтијаните. И Павле треба оддалечен да им каже, таквиот човек треба да го тргнете од црква, да го дисциплинирате. А вие се фалите со тоа што имате таков греф. И тоа вели, јас од овдека сум превзел нешто, јас веќе сум го тргнал. Треба и вие да го направите. Тоа е ситуацијата во 1 Коринтини. Во 2 Коринтини пак имаме човек кој е дисциплиниран заради тоа што се случило нешто со Павле во нивните односи, и сега отишле до таму што човекот е доведен во состојба да жали и во таков товар што нажален што не може веќе и да го поднесе. Одиме, гледаме еден друг екстрем на црквата. Гледаме едно продолжено дисциплинирање. И сега овдека Павле вели, за вас е подобро да го помилувате и да го утешите, за да не пропадне од поголема жалост. За вас е добро. Вие треба да покажете сега љубов кон таа личност. За вас е добро да ја покажете таа личност, а добро е и за тој да не пропадне. Зашто ако не се случи тоа, тогаш сатаната, а ние ги знаеме, вели, методите на сатаната. Ние добро ги знаеме мислите на неговите планови. Кои се неговите планови? Секогаш, во секоја ситуација тој да действува за зло. Дури и во оние добри работи што ги правиме, тој пак сака да действува за зло. Ова нешто добро, дисциплинирањето. Меѓутоа, ако не се води под контрола на Светиот Дух, тогаш ќе се води под контрола на сатаната, која е за лошо. Кој е целата идеја овдека на дисциплинирањето? Павле им рече, таквиот треба да се даде на измачување, неговото тело да се измачува од сатаната. Тоест, не да се запали на клада, туку да се отрегне од одредено време од заедницата, да не може да ги чувствува, тоест да ги искусува, да ги живее благодетите на заедничкиот живот, на оној богослужбен живот, на молитва, на проповед, на славење. Тоест да живее во светот, измачуван во светот од гревот на свет, во грешниот свет да живее, а не во светоста на заедницата. И таму тој, покајувајќи се, да доживее обновување и да посака да се врати. Меѓутоа, ако тоа остане подолго време таму, тогаш кои се и плановите на сатаната? Да му влее таков сомнеш дека заедницата не го сака, дека кренала рација од него, дека не е грижена заедницата за него. Тоест, за него подобро се остане таму. Што ќе ме сега ова заедница, кога таа не се грижи за мене? Тоа е превласта, тоа се намислите на сатаната во таквата ситуација. И затоа Павле, овдека говори за дури колку да е добро, тоа не треба да се претера. Тоест, не е добро да се претерува ниту со добрите нешта. Треба да се има, во се треба да се има осет и да се знае какво е действото на Светиот Дух. Зашто дури на добрите работи на крајот може да имаат спротивни ефекти. Во црквата во Коринт го гледаме тоа на многу места. Например, во првото послание, во 7 глава, имаме луѓе кои биле, некој им кажал, очигледно тоа ни е аскетите. Сега кога станавте христијани, мажите и жените, оние што се во брак, добро се оддалат,
да постат, да се молат и веќе да не живеат заедно интимно. И Павле им вели, да, добро е, заради пост и молитва, да го правите понекогаш тоа. Меѓутоа, немојте предолго, зашто сатаната ќе ви искуши. Тоест, ќе почнат да ви доаѓаат некакви други мисли, живејќи одделени едни од други. Добро е, меѓутоа, внимавајте, зашто сатаната ќе се вмеша и ќе направи нешто што не е добро. Црковната дисциплина, вели Павле, што ја спроведовте, е добра, меѓутоа е неопходна. Меѓутоа, веќе, кога ќе се оствари целта на дисциплинирањето, таа ќе има спротивен ефект ако продолжи понатаму. Штетно е да не се практикува дисциплина, но штетно е и за целата црква доколку се претерува со неја. За вас е подобро, за целата црква е подобро да го правите тоа како што треба. И тука можеме да кажеме, нели, на крајот, за христијанскиот живот нешто. Ова што го пишува Павле до Коринтијаните, овие принципи што може да ги видиме, општи така, за духовниот живот, се принципи и во нашиот живот. Христијанството е таква синусоидна линија, на постојани така осцилации. Не е права линија. Додека сме на земјата, ние ќе живееме христијански живот, одејќи нагоре и надолу. Тоа е така зашто сатаната, зашто гревот, зашто нашите грешни тела, зашто ова поход што носиме во нас, си действува. Дури и во најдобрите нешта што ги правиме. Христос беше искушуван во пустинјата и пишува, например, во Лука 4:13. Откако ѓаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време. За некое време се оддалечи. Сатаната ќе не нападне. Ние ќе се покаеме и во покаянието тој пак ќе се вмеши, ќе се обиде да направи нешто. Екстремите се постојани во животот. Интересно е во 1 Коринтијани 5 глава, пак оној дел таму кој говори за тој грешникот. Во еден момент им вели во 10 и 11 стих, оној кој се нарекува брат, а при тоа прави и изредува таму гревови. Со таков да не вечерате и со таков и да не се поздравувате дори. Целосно ќе го оттргнете настрана. Но вели, предупредува, тоа не се однесува за луѓето во светот. Зошто? Зошто ако се изолираме од нив, тогаш како ќе ги евангелизираме? Ова е, вели, кажано за луѓето во црква кои прават така. А што се случува во Коринската црква? Очигледно е дека тие се изолирале од светот, за да останат свети, а во исто време во црквата се јавил грев, кој го толерирале. Оној најстрогиот стандард за дисциплинирање го примениле во светот, за луѓето во светот, а при тоа никаков стандард за дисциплинирање внатре во црквата. Во еден поглед отишле многу нагоре, а во друг поглед паднале многу долу. И така таа амплитуда, не знам како се вика на синусината линија, отишла во ни два екстреми. Исто овдека, во 1 Коринтијани никакво дисциплинирање, паднале скроз долу, во 2 Коринтијани отишле пак ептен горе во дисциплинирањето. Што е идејата на христијанскиот живот? Нема да успееме да стигнеме до некоја права, но треба да се обидуваме тие екстреми да бидат колку што се може помалку. И тоа е духовната зрелост уствари. Кај Павле гледаме како тој останува со на да, не. И тоа е, уствари, она големата, значајното во целиот тој текст од 2.12 до 5.11. Од 1.12 до 5, до 2.12, како беше, долгиот текст. Основната тема е кој си стои на принципите. Тоа увина дека не си стои, дека не е принципиелен човек. Ветил, не исполнил. Напротив, гледаме Павле како стои во се на библиските принципи. И тоа е оној кој од страна ги коригира. И клучниот момент е првата глава од 15 стих натаму.
Во Христос се она што Бог кажал дека ќе го исполни, го исполнил. Во Христос Божјото да е да. И затоа, бидејќи ние сме Христови, вели Павле, во Христос и нашето да треба да биде да. Бидејќи сме Христови, она што сме го кажали треба да го правиме. Ако сме Христови, треба да бидеме Христови. Ако Христос ни простил, треба да простуваме. Ако Христос бара светост, треба да ја покажуваме и да ја бараме од другите. Павле, кога гледаме, ги покажа. Кога треба да се дисциплинира, каже треба да се дисциплинира. Кога треба да се прости, каже треба да се прости. Тоа се оние принципи кои тој останува. Она линија на христијанскиот живот кој се исправува со една покорност, не суети, но една покорност. Веројатно се создал таков впечаток дека групата на Павле во црквата е таа која отишла во екстрем, сакајќи да покаже така преголема лојалност кон Павле во однос на другите групи. Павле беше повреден во црква од некого и сега ние ќе вратиме. И го оттргнале тој, успеле да стекнат некакво мнозинство, го оттргнале и се ја држат на тоа. Павле вели, за вас е добро да го направите другото. Јас му простив, чекаме вие да простите. И да кажем, еве јас простив. Гледам колку е тој принципиелен во тој поглед. Иако тој има најмногу право да држи суета. Во една црква која била полна со суета. Црквата во Коринт, тој самиот им вели, меѓу вас има многу суета. Меѓу вас има многу завист. Тој е првиот оној кој што имаше најмногу право, како повреден, тој кој ми вели, немојте, за вас е добро да ги оставите тие работи. Тоест, Христовото да останува да во него. Тоест, она што го кажал, ќе го прави. Самиот Павле е во многу тешка состојба. Во Македонија се наоѓа во тој момент. Самиот тој вели од надвор напади, од внатре стравови. И самиот тој има целосно право да им напише на коринтијаните, ми да знаете мене како ми е. Сега ќе се занимавам со вас. Целото послание тој покажува сочувство и љубов, разбирање за проблемите. Зашто на самиот почеток на посланието вели, утехата што јас се добив во оваа тешка и ја добивам во тешката ситуација, и ја добивам за да и јас ве утешам вас. И секоја моја утеха во Христос ќе употребам за општа полза, вас да ви утешувам. И ова послание кој всушност би требало да биде причина да биде утешуван тој од коринтијаните, напротив тоа оно што ги утешува нив во се, дури во една таква ситуација во која самиот тој бил оштетен. И тоа е суштината на она да биде да во Христос. Така. На крајот на краиштата, ако и она најважното, Бог ги исполни сите ветувања во Христос. Тоест, Божјото да се исполни во Христос. Најважното прашање е што со Христос? Без Христос во нашиот живот, без верата во Христос, нема исполнување на Христовите, на Божите ветувања. Бог ветил многу работи. Бог ветил спасение и вечен живот. Тие нешта се исполнуваат, тие ветувања, ако веруваме во Христос. Ако поверуваме дека Христос на крстот умре за нас за да се исполнат Божите ветувања. Од тоа дали веруваме во Христос, зависи и одговорот на прашањето дали може да сметаме на сите Божи ветувања. Апсолутно на сите Божи ветувања. А ако веруваме во Христос и ако сметаме на Божите ветувања и ги искусуваме, тогаш нашето да може да биде да во Христос. Тогаш може да бидеме верни на принципите. Тогаш можеме, како Павле, да ја изгладиме некако она синусоидна линија. Господ да ни дава сила да се доверуваме во Христос, вистински, во неговите ветувања,
знаејќи дека само така ќе имаме благосостојба тука и во целата вечност.